Со почетокот на второто полугодие се јавува можноста за повторно зголемување и на бројот на заболени од сезонски грип. Преносот на вирусот преку флагеови капки го преполови бројот на ученици кои следеа настава пред Нова година. Покрај соракување, вирусите се задржуваат и на клупите и подовите во училниците, па со вдишување децата се заболуваат со грип, но и со други типови на вируси и варичела. Сите тие можни начини на пренос со започнувањето на зимскиот распуст беа минимизирани. Тука не можеме да исклучиме одењето на децата по кафичите и тие работи каде што се уште се одржуваше една одредена бројка на деца кои беа заболени од грип, но можеме да кажеме дека таа бројка беше драстично помала во однос на тоа додека беше наставата. Доктор Костески апелира редовно да се мијат рацете. Одржувањето на личната хигиена е половина здравје. Исто така да се зачува имунитетот кај децата, потребна е и здрава исхрана. Се препорачува често проветрување, само кога нема висока концентрација на PM10 честички. Често проветрување на училниците, за да влезе свеж, чист воздух натре во училницата, а не тоа да биде застојан воздух каде само ќе се насобираат причинителите. И како трето, значи, користење на производи богати со витамини, со цел да се зголеми имунитетот кај децата и на тој начин самиот организам да може да се избори, да не може причинителот да навлезе во организмот, односно да се заштити од тие причинители, значи дали се тоа бактерии, дали се вируси, на тој начин самиот да си го одбрани. Според податоците на Центарот за јавно здравје, во третата недела од месец јануари регистрирани заболени од грип во Тетово има 103. Во целата сезона вкупно 2108 биле пријавени во Тетовската клиничка болница.